И вклучени сме. Повелете, професоре, можете да започнете со вечерашното предавање. Ти благодарам, Надица. Ке ме направиш хост. Сакам, да ги поздравам тие што ги гледам тука. Гринмастер, односно хостовци. Ти во моментот, Ана, Маница Станкова, Билјана Ставреска, Елена Исидора, Јадранка, Калина Ганчева, Колева, Лилијана, Марија, друга Марија Мурџева, Марија, Трета, Марика, Мартин, Менче, Нада Димова, Нада Фитеска, Бренадите се наредија. Нина, Сашко Николов, Сашко Најдовски, Тајчи, Тања Петрушева, Јузер Горица, Звезда, Дори Гордана, доктор Илир Рума, Писи и Викторија. Ти благодарам. Добро вечери од мене. Се надевам сите сме добри, живи и здрави. И вечер ќе одиме на така наречен нов, Zoom семинар во кој што ќе збориме малку од тоа што ни е ново, односно новата брошура. Брошура. Прво сакам на тебе да ти кажам едно лице на големо браво за изборот на производите кои што ги имаме во брошурата со попот, затоа што навистина се избрани производи кои што и текако ни се потребни, посебно во овој сегашен период, односно производи кои што навистина ни требаат и навистина ни значат многу. Ке започнеме со еден нов производ. Тоа е производот за кој што многу ме прашува и има многу интересно име од доктор Нечере и е Нофатин. Доле е сликата на следникот на фирмата. Сега многу прашања, многу одговори и прво што ќе речам многу интересен производ. Производот Нофатин од доктор Нечер има 6 таблетки и е додаток во исхрана или food supplement, уште како се нарекува, кој што е за постигнување на здрава телесна тежина. Значи, што сакам тука веднаш да кажам, многу пати кога збориме и кога спомнуваме терминот болест, сакам и знаете го нагледам, не постои термин болест, туку постои болесна состојба, односно болест до некоја исхрана и нормално додавајќи ги додатоците во исхрана, кој што имаме прекрасен предвид за нив. Зошто Нофатинот, некој ќе каже сега во вакво време, кога сме малтене наречен така во стрес, името на вирусот знаете дека јас не го спомнувам, знаете од кои причини и на крај ќе кажам. Значи, во ова време и се збориме производ за намалување на телесната тежина.
не е толку за намалување на телесна тежина, отколку за постигнување на здрава телесна тежина. А тоа што би значило намалување на маснотиите во проблематичните зони и така наречениот јо ефект, кога сме ограничени во тоа, ова треба да јадеме, она не треба да јадеме, ова смееме, ова не смееме. Драги мои, секој пат сум бил противник на тоа, да се ограничуваме затоа што пред некој е убеден. Free yourself или kill yourself. Ослободи се сами од себе си и излекувај се. Професора? Стар англиски. Професора, ако Да. може да повторите, се изгубивте и кочевте. Се Добра. закочевте. До Од каде почетокот слушавте за ме? нуфатинот почна кочењето и звукот. Добра. Така што Значи, имате производ кој што гледате од 1500 милиграми, таблетки кои што се за постигнување на здрава телесна тежина. Значи, не говориме само за слабење. Производ во кој што ќе ги намалиме масните наслаги во проблематичните зони. Зашто го зборам тоа? Затоа што ние при секоја слабење, при секоја ригорозна диета, најчесто имаме јојо ефекти. Значи, слушам секакви, ајде да ги ставам под наводници, квази нутриционисти. Луѓе кои што ни малку не знаат хемија на храна. Значи, не се игра игрички, особено во време кога треба да живееме во една оптимална состојба нашиот одговор, да правиме некакви проблеми и некакви ригорозни ограничувања во организмот. Практично, зошто за тие масни зони и незгодни зони кај што струпата, тоа се неки стомакот, односно долниот дел на перлицата, тие се тие зони кај што најмногу се трупат масните наслаги. Затоа што точно во тие масни депо, подложни масни депо, се натрупуваат практично токсините од типот на тешки метали, пестициди и се што е онакво неубав дел за нашето тело. Значи, таму бегаат, особено се хидрофилми или растворливи во вода, точно се натрупуваат и се вртуваат имаме јојо ефект, да се ограничуваме во нашата храна. Единствено Се извинувам, професора. Дали може одново да се вклучите, можеби бидејќи навистина сецка се, дали е до вашата конекција, можеби? Еве сите се жалат и на чатот тука. Сега едва и ве разбирам. многу слабо. Прекинува. Е производ, тоа се 60 таблетки кои што представува додаток во исхрана за одржување на здрава телесна тежина. Нема камера. Чим нема камера, нема. Добро. Немам камера, исклучена ми е камерата. Добро. Кирил, се извинуваме, пушто остави, го заборавивме микрофон. Добра, окей, во ред. Помага за намалување на маснотиите без при тоа да имаме јојо ефект. Во ова време, под наводници, не време, али сепак е време, кога очекуваме, ја и прошлиот пат реков, една хумана пролет, кога сме под стрес, најмногу од токсините, од тешките метали, од пестицидите и од се она што дишеме во воздухот кој што е загаден,
и водата по некој пат што ја пиеме загадена, тоа се трупа во масните депоа. И оттамо многу тешко можеме да го исчистаме, односно да го детоксицираме организмот. Значи, без големи ограничувања, тоа што е многу важно, со самото тоа слабење, кое не треба да биде наеднаш и нагло, не го нарушуваме имунолошкиот систем и самиот продукт предизвикува смирување и намалување на воспалителните или инфламаторните процеси во организмот, нормално го регулира шекерот. И тука ќе ви кажам, по најновата класификација, Алцхаймеровата болест, како болно здравје, ја ставаат веќе како диабет тип 3. Значи, тоа е инсулинска резистенција или многу големо лачење на инсулин во организмот. Значи, треба да бидеме ние во мир, за да не бидеме нон-стоп под стрес и да дигаме кортизол и адреналин во крв, туку апсолутно организмот да ни е... Значи, вие, ако некој ви каже, не смеете да јадете ова, секој оди по забраненото овоше. Единствено на што ве молам да внимавате е да внимавате со шекерите. Значи, шекерите, и тоа рафинираните шекери, например, гледате кафе да пиете со стевија, која што ни е природен за сладувач, многу различен од она што е на тренд. Го имаме во Green Master, јас имам купено пред не знам колку години 1000 таблетки стевија, се уште ја користам, да ви кажам, некој пати не ја користам. Исто така, го подобрува метаболизмот и прави хормонален баланс на нашиот организам и го спушта стресот. Значи, гледате вие во еден таков производ, слабете, ќе ве молам микрофоните да се исклучат, а во исто време држите практично се да биде под контрола. Сега, тоа што е најважно за овој производ е тоа што во него на прво место во составот се бета-глуканите. Ако се сеќавате од претходните предавања, јас кажам дека нашиот имунолошки систем не треба да даде ни премногу голем одговор за да не се случи цитокинска бура, ни премал имунолошки одговор. Значи, треба не го засилуваме, ние го модулираме или подесуваме нашиот имунитет. Еден од тие подесувачи или модулатори на нашиот имунитет се бета-глуканите. И кога некој ќе ми каже, ние во Green Master немаме бета-глукан, тогаш ми се исправува косата. Значи, зборев. Бета-глукан има во медицинските печорки и пак е збора и во Г132. Толку. Основна компонента во нофатинот, за да го модулираме, за да не го засилуваме овој имунолошкиот одговор и да ги смириме воспалителните процеси се бета-глуканите, тоа се природни полисахариси. Понатаму имаме лист од артичок. Артичок, знаете, во Италија се користи и како храна, се става и во пиците. Значи, делуваме на ензимите за варење на храната, особено ензимите кои што ги разградуваат протеините. Зашто? Затоа што ние не можеме да правиме депо во организмот од протеини. Значи, збориме за протеолитички ензими, млечен трн, многу битен елемент кој содржи силимарин за да го заштитиме црниот дроб, затоа што по аюрведа црниот дроб е тој кој што практично на нас ни го штити или ни е еден од главните органи покрај мозокот и срцето, ни представува и црниот дроб, односно од тука почнува практично и кога чистиме и кога слабееме се оди низ црн дроб. Глуварчето, особено коренот од луварче, богат извор на витамин С, содржи, најновите истражувања кажуваат дека глуварчето содржи растителни гени кои што се против воспалителни и против атипични клетки. Значи, нема потреба ние да правиме некоја генетска терапија со модифицирани работи, кога имаме
природни гени растителни против болно здравје, кои што испитувањата покажале дека ги содржи самото гуварче. Шизандрата. За шизандрата правете паралела со ашвагандата. Како делува ашвагандата, така делува и шизандрата, дури и појако, значи го смирува стресот, ги смирува нервните клетки, не отпушта. Родиолата розеа, ја знаете родиолата, смеја имаме во Сан Бернар, за родиола сум зборел многу пати, дека не се пие навечер, од тука се повлекува и линијата дека нофатинот не се пие навечер, туку на сабајле и до 5 сатот. Зошто? Затоа што ќе сонуваме многу сонови во боја. Детали понатаму ќе кажам. Кинески сладокорен, богат на ензими, сладокорен, многу сличен на пелинот, затоа што има делува антиинфламаторно против бактерии, вируси и така натаму. И сега гледате, хром и јод, значи магнезиум. Хромот, знаете, го регулира крвниот шеќер. Јодот, ви зборев минатиот пат, е многу важен. Како за пинеалната лезда, за хипофизата или за третото око, и за подигнување на енергетската вибрација, да се освестиме, да се разбудиме и да го слушаме внатрешниот глас, така и заедно како антиоксидант оди заедно со практично со селенот. Значи, селенот и јодот прават една одлична комбинација. Магнезиумот е, знаете, добар за цревата, добар за нервниот систем. Понатаму ви влегува ментата, корејска мента, сите менти содржат ментол, содржат пеперминт, тоа се богати субстанции и терешни масла кои што се богати на алфа-тујони, бета-тујони, алфа-пинени, кои што се против за заштита на бубрезите и бубрежните канали од секакви видови на инфекции. Тегавецот ги штити белите дробови, паренхимот на белите дробови, ангеликата, чичокот, куркумата и црниот дроб се антиинфламаторни субстанции. Значи, куркумата заедно со црниот пипер влегува, запамтете го ова, во 4 односно 3 основни субстанции кои што ние треба да ги внесуваме против воспалнителни процеси. А тоа се куркумата, брокулите, ги имаме сите, семето од брокулите ги имаме во Green Master, и влегува тука резвератролот, трансрезвератролот, а тоа е ОПЦ или ОРЦ, тоа се антиоксидансите или антицијаните од грозје кој пие црвено вино. Исто ги има или пак во гроздовото масло, масло од гроздовите семки, кои што го имаме во витамин С. Тие 3 субстанции ние мора да ги имаме во нашиот организам. Значи, еден богат резервоар, значи на неколку многу екстракти стандардизирани кои што делува заштита и превентива на бубрези, затоа што тамо поминува се, заштита и превентива на црн дроб и на хепатоцити, вклучувајќи го тука и значи, гледате, има еден вид субстанца која е што е како сладкиот пелин, значи тоа е сладкиот корен. Знаете ли дека со сладок пелин или со сладок корен се случува заспаните клетки, не тие што не функционираат, него заспаните клетки на една жлезда, панкреасот, под желуднична жлезда, која лачи инсулин да се разбудат. Затоа има хром, затоа што, ви реков, Алцхаймер го класифицираат како диабет веќе тип 3. По најновата класификација, која што ја слушав ја читав овие денови. Сето ова ви прави да не дојде до инсулинска резистенција. Само внимавање со шеќерите. Сега ми прашат како се пие. За почеток,
Јас не би одел директно на доза 2+2. Ја би одел на доза 3 пати по едно на сабајле, едно на ручек и едно до 5 сатот. Така би одел 2 недели и после би го дигнал на 2 по 2 3 недели и после би се спуштал на 2 по 1 за одржување. Нормално, со пиење на големи количини на вода, затоа што вие практично фаќате ендокрина система, фаќате бубрези, фаќате црн дроб, подигате имунитет и модулирате имун систем, а при тоа ги топите маснотиите во тие зони каде што се е заробена водата и тука се практично заробени и тие тешки метали. Значи, ние таму ги трупаме нашите токсини и до таму многу тешко се изврлаат. Само овие билки и глуварчето кое што во епигенетиката има гени за здравје, значи гени кои што делуваат да го иницираат организмот, да го извадат од таква состојба и да не се стварат атипични клетки, ги има во нофатинот. Значи, нофатинот е еден продукт кој што на вистина е многу интересен и за кој што можеме многу да збориме, но тоа е за сега се пие со вода, што ќе кажам за нофатинот, а понатаму кој има прашање ќе дојдеме пак на него. Исто така, многу важно за овој период, кога, особено, како што вика доктор Љума, тивкиот убиец, односно она што не демне, се воспалителните процеси кои што одат на крвните садови, особено на нашето срце и она што бара крвоносниот систем, за да стигне до секоја клетка кислород, освен алкализацијата, му треба нормално и омега-3 масни киселини. Сега имаме и ултра омега-3, тоа е практично многу концентрирано прочистено рибино масло, што резултира со големи концентрации на ЕПА и ДХА. Тоа се практично најзначајните незаситени масни киселини, кои што се извор и вршат квалитетна хранење на нашиот практично организам. Една капсула на вас на ден ви е доволна за да ве одржи, ајде кај некој ако има и покачен притисок може и до 2. Сега, она што сакам да го знаете, кој што не сте го сретнале, во случај како што зборам за монолауринот, кога ќе се вратите дома, сте биле со контакт со многу луѓе, треба да земите 2 или 3 монолаурина веднаш. Од како ќе испиете сребрена вода, ќе го измиете носот првенствено со сребрена вода и ќе ставите чајно дрво пред да излезете од дома во носот, за да ја обложите слузничата, ќе земете кога ќе влезете внатре или 3 таблетки монолаурин или 2, ако се сомневате дека сте били на некое место каде што сте можеле да имате контакт со нешто кое што не го именувам, знаете зашто? Затоа што има вибрација и искрено да ви кажам од почетокот една година моето внатрешно, значи мојот ментален процес не ми дозволува да го изостам тоа име, верувајте ми, навистина едноставно не го спомнува тоа име, едноставно прави практично шилд или штит и го трга тоа име од мене. Значи, покрај монолауринот, омега-3 од овој тип се покажало дека во тие земји таму каде што е Шведска, каде што се северните и морски, ако директно го изџвакате во уста, ја пукнете капсулата која е желатинозна, 99,7% директно го убива тоа чудо во устата дури е. Значи, многу добар производ и многу ефикасен. Едно, против воспаление на крвните садови, а второ, е многу концентриран. Значи, повеќе од 2 капсули на ден никако. Многу ќе одите во тоалет, ќе ме прашат, можам да го комбинирам? Да, може со монолаурин,
може со нофатин, но не заборавајте да пиете вода. Значи, без вода, немој тоа да го заборавате, ве молам, водата немојте да ја заборавате. Значи, ако пиете омега-3, 6 и 9 од ленено масло, пиете. Ако пиете омега-3, 6, 9 од рибино што ги имаме од Сан Бернар, пиете. Ова ви е ултра омега-3. Самиот збор ви покажува високо концентрирана и прочистена и многу ефективна. Ја мислам дека беа на 90 капсули, да, пошто го имам дома, 90 капсули. Значи, практично имате вие шишенце за 3 месеци или пак ако веќе го делите сопруга, имате за месец и пол. По едно ако пиете профилактично. Значи, може да оди со нофатинот, но пак ќе кажам, многу ќе одите во тоалет и ќе ги исчистите крвните садови, односно ќе ги стопирате воспалителни процеси. Прв сојузник на омега-3, златните омеги, ја што ги викам, представува и витаминот С, но за него подоле имам слайд, за него повеќе ќе зборам кога ќе дојдам кај витаминот С. Навистина, кога можем да зборам за овој производ многу повеќе, но нели треба да фатиме и уште некои производи кои што не се во брошурата. Минатиот пат, во понеделникот, докторот Пореше го слуша внимателно и ја спомна ехинацијата. Еве ви е таа златна ехинација. Зашто ви ја кажа за синусите? Заради тоа што тоа е инфламаторен процес. Значи, во основата на сите слузокожи, за подрвните садови се тука покажуваат хиперемија, односно доаѓа многу крв, носат многу кислород и тука е практично влезот. Од тука е влезот на се што е што е страно за организмот. И организмот се брани и започнува сега да реагира. Ехинацијата или уште ја викат кралица на имуносистемот е многу важно да го изамортизира тој удар на воспалителен процес. Затоа што тоа се болни места кога имате, да речеме, такво нешто. И сега, ехинација во принцип се пие. Не сега можеме да ја пиеме во сите месеци, запамтете, дури има Р во месецот. Дури има Р, можете ехинација како профилактика да ја пиете. Со тоа што ја појачувате на почеток на септември и ја појачувате во март. Ако пиете по една, тогаш пиете по две, за да го подигнете вашиот имунитет и гледате со неа оди и ацерола. Многу убав производ на Витар, навистина е прекрасен. Ако во моментот пиете Immunopower Max, нема потреба да пиете и ехинација дополнително, затоа што имате во Immunopower Max-от ехинација. Тоа го зборев златната седмица порано. А најдобро ви е пак да правите комбинација, да испиете Immunopower Max, па после тоа да продолжите за ехинација. Особено добра за децата, за тинејџерите и за луѓето од помудрите години, милите нади, тука што се за нив е многу добра ова ехинација. И секако, дека тука влегува и Максивита или чист црн дроб за детоксикација и регенерација на црн дроб. Значи, при пушење цигари, користење брза храна, по динамичен начин на живот, кога имаме проблеми со жолчка, затоа што ако е оперирана жолчка, функцијата на жолчката ја презема, значи таа се вика везика, каналите обично остануваат и функцијата на жолчката ја презема црниот дроб и тој кутар и добар орган толку што не трае со 4 негови лобоса, декстер, синистер и така натаму, да не ги редиме за анатомски, практично тој ја презема функцијата. Ја тука викам има една распределителна кутија на излез од желудникот каде што се излева жолчката, каде што се излева нели панкреасот и тука практично започнува процесот на варење и затоа е многу добар сојузник ова чиста јетра и на нофатинот. Значи, најчесто се пие наутро, но нема да сгрешите
ако го испиете и навечер некаде прелегнување од 11 до 1. Зошто? Ќе ви кажам зошто. Затоа што во тој период е активен по кинеската медицина и по аюрведа меридијанот на жолчката и црн дроб. Значи, жолчката и црниот дроб се два пара на меридијани, еден е ински и другиот е јански. Значи, оди по една таблетка, ги има од Витар и можете да го комбинирате нормално со она што е нофатин, за да помогнете на самата функција на нофатинот, односно да го забрзите тој процес на чистење, со што нели ќе извршите една прекрасна работа. Исто така, во брошурата ни се сега и два многу интересни производа кои што многу ги користите, но пак да спомнеме, а тоа се лукот на Сан Бернард, 180 капсули, со мокрино дејство против вируси и бактериски инфекции, засилен имунитет и без непријатен мирис. Сега. Лукот, практично, тоа што вие осеќате непријатен мирис и здив, тоа е многу здраво. Зошто? Затоа што за да се одалиум цепа од практично основниот промотор на алицин се создаде алицин, вие треба да го ичвакате и да почнат да действуваат профилактичките ензими за да тој проработи алицин. И затоа, кога јадете лук, имате такво чувство. Овде, кога голтате практично таблетата, во самат тај во прав и таа се активира во стомахоте и тука веќе директно ви се создава практично алицин. Алицинот е тој. Значи, вие да голтнете цело чешно лук, нема да имате таков ефект ако го ичвакате или ако голтнете капсула. Зошто? Затоа што треба да го активирате да дојде до алицин. Алицинот е тој кој што ја врши работата против вирусите, против бактериите, против антиинфламаторните процеси и така натаму се користи како природен конзерванс. Имате 180 капсули и што е за него интересно? Делува на повеќе фронта. Односно, го нормализира крвниот притисок, ги чисти крвните садови. Сојузник е со ултра омега 3. Сојузник е и со артичокот, односно помага на протеолитичките ензими во нашето тело. Помага за нормализирање на крвниот притисок, а исто така помага и за одржување на имунолошкиот систем. Значи, 180 таблетки, фамилиарно пакување, навистина прекрасен производ. Но, луѓе кои што имаат и примаат терапија, особено за хранење и одржување профилактика на срцевиот мускул, е многу важно покрај лукот да зимаат и глог. Глогот е 240 капсули и има железо внатре и фолна киселина. Значи, тој е најдобриот пријател не само на крвните садови, туку и на срцето. Овие два производа одат рака за рака. Зошто? Затоа што глогот, кога ќе видите бобинката на глог, потсетува на мало срце, содржи така наречени кардиотонични гликозиди, или тоа се мевлеми природни за самиот срцев мускул. Значи, и за сите обвивки, за перикардот, за се на самиот срцев мускул. Значи, вие го храните во исто време срцевиот мускул и практично
ја враќате во нормала, ако е тахикардија, ако излезе од ритам, полека го враќате во нормала. Значи, ако го пиете за луѓе кои што имаат препишано и друга терапија од лекар, никако да не ја прекинуваат без консултација со лекар, да го следат само притисокот и можат да вклучуваат заедно, ако особено имаат покачен крвен притисок или пак ако е долниот крвен притисок покачен најчесто на стрес, тогаш обавезно се вклучува глогот заедно со лукот и како комбинација на вистина представуваат добра, практично добар спој и многу добро како такви делуваат, односно како таков спој и сега го имате нормално на попуст. Дојдовме до она што е моја омилена тема. Тоа се биогените елементи. Тоа се елементите кои што даваат сончева енергија на нашите клетки. Тоа се елементите кои што многу ретко некаде сум ги сретнал во ваква форма. Кон нив ќе ги додадам уште и хлорелата и алга снела. И кога ќе ме праша некој сега, зашто ми давате алга снела да пијам? А ќе му кажам, јод селен на сабајле пиете? Сите ќе кажете да. Видовте во нофатинот има и јод. Јас минатиот пат кажам, селенот е одличен антиоксиданс. Како органометал, значи врзан со во органска форма, некако неоргански селен, го прима организмот и е антиоксиданс. Го имате и во А, С, Е и селен. Но, тој, за да го направи својот ефект посилен, бара и јод и ги троши резервите на јод, не во негативна смисла, во позитивна смисла. Затоа, ако пиете селена сабајле, а јас пијам селена сабајле, навечер обавезно взимам афа. Сите што ме знаат дека мене афата ми е омилен производ. Афа е модро-зелена алга од Каламатското море, богата, ако ви кажам дека некој пат дури како храна може да користите ако брзите, значи богата е со толку многу природни аминокиселини, кои што практично сите ги има внатре. Како да јадете месо? Некој ќе каже, растенијата од каде не содржат се што има месото. Ите како содржат. Значи, афата е еден прекрасен производ. Особено за добар сон, особено за стрес, особено за агонија, кога сте паѓате во овој период, тунелот ви е долг, не знаете каде и сето ова кино. Она што подига, што ствара ендорфини, хормони на среќата, на убавото чувство ви е афата. Затоа што имате негативни емоции и чувства. Негативните емоции да ги заборавиме. Не е стравот најдолна негативна емоција. Срамот е уште подолна емоција, а најдолна негативна емоција е љубомората. Значи, тие не спуштаат многу енергетски. Ние треба да чувствуваме. Ние сме живи суштества и треба да чувствуваме. Радост, тага, сето чувство кое што ни поминува. Но ако остане подолго кај нас од 30 минути, тога значи имаме некој проблем. Афата е прекрасен производ. Некој ќе каже е повисока цена. Да, ама имате 120 таблетки кои што ви се растварат уште во уста, нема обвивка, нема ништо. Полна е со животна енергија од Каламатско море. Знаете што значи сонце цел ден да делува и да она прави фотосинтеза и да ствара железо внатре и да помага на нашиот хемоглобин и на нашето тело? Прекрасен производ. Обично афата се пие навечер, пред спиење, а може на сабајле. Оди рака у рака со релакс ден и ног. Оди рака во рака со селен. Значи, ако пиете селен, сега вие моментот да искористите или афа или спирулина. Ако сакате да слабеете, тогаш, ако пиете селен и нофатин земете, ќе земете и спирулина.
Спирулината е, нели, самото име кажува спирулина, друга алга која што е актив 3+, значи содржи 300 мг чиста, високо квалитетна спирулина и тоа Пацифика од Хаваите. Сега, Хаваите се многу јако енергетско место. Вие имате чиста спирулина во прав и тоа, гледате колкав број, 360 капсули. 360 капсули ви се една година. Ако пиете по една капсула на ден профилактично. Па кој ви дава таква комбинација? Мислам, повеќе нема потреба да зборам. И богат извор, значи надополнува минерали, протеини, витамини во организмот и нормално го надополнува и железото. Овде ја ставам и хлорелата, затоа што многу прашуваат со што да чистам ја тешки метали. Едно е наред и нофатинот, но исто и хлорелата знае да лепи на себе тешки метали и да чисти тешки метали. Значи, другата форма на зеолит е хлорелата. Значи, растителната форма на зеолит е хлорелата. Тоа запамтете се како едно е две. Значи, алгите, запомнете се, биогени, биолошки гени, односно носат енергија, биогена енергија на нашите клетки. Значи, носат до сите клетки сончева енергија, а сонцето е извор на животот. Практично имате една прекрасна можност за еден еликсир на телото, за едно чоколадо на емоциите да дадете преку афата и нормално преку спирулината да дадете железо на организмот, да помогнете на тој селен да се ја заврши работата уште повеќе, затоа што секаде селенот се врши работата заедно со јодот, а јодот го има и во овие алги кои што еве сега ги спомнуваме и ги имаме на промоција, значи да имате спирулина и афа на промоција, стварно браво. За деца и за повозрастни особи, ако подкашлуват, нели во консултација при настинка и грип, имате нели сиропите, но можете возрастни да го користат од Vita Herbal со екстракт на тегавец кој што од шлајмова, тимјан. Значи тимјанот го имате и за возрастни. Еден пат ќе збориме на деца посебно за тимјанот, посебно за еден производ кој што е во Свелија. Практично ние имаме темјанот се прави од дрво, од кора на дрво. Темјанот што чадати во црква и дома кадиме. Практично тоа е една смола, но имаме против воспалителни процеси, против артрити и сите воспаленија. Темјанот е прв кој што ги уништува практично вирусите и бактериите. И пастилите од белслес или еукалиптус, кои што можеме да ги носиме во джеб и ако сме надвор, покрај монолаурин што можеме да голтнеме, покрај тоа што можеме да прснеме сребрена вода во уста, можеме да ставиме и 2 пастели и да ги вртиме во уста, или под маска кога сме да ставиме 2 пастели и да ги вртиме во уста, за да не прави дезинфекција на самата уста, а со тоа да го исфрламе и секретот кој што го имаме. Имате 90 пастили кои што практично кој ги пробал се како мали копченца и ќе ви залепат некаде во самата устна празнина и нема мрдање, односно ќе го прават тој таков ефект како практично да имате дезинфекција од некој пола сат на самата уста. Понатамо во групата на производи кои што ги имаме тука, влегуваат и овие два производи. Ги ставила Надица баш убаво. Топ простата и вечерна роза, или ночурак, или нокниче, или како сакате, и така натаму, и така натаму. Најкој либра топ простата се капсули кои што имат масло од земји од тикво, сао палмето, витамине
цинк и брусница за здрава простата и уринарни патишта. Се пие наутро, за да не со вода, за да не станувате цела ноќ. Можете да го комбинирате со масло тиквени семки, може да го комбинирате со витамин С и цинк, и може да го комбинирате и со цинк. Еден многу добар производ, гел капсули се, кој што многу лесно ги прима организмот и е профилактика и за мажите, односно представува на вистина една уникална комбинација, затоа што имате и дезинфекција од брусницата на уринарните патишта, имате сао палмето, уринил, тој што ви го рекламира, тој е само сао палмето, а тука имате уште неколку компоненти кои што се така склопени и како такви многу добро функционираат. Можете да го пиете и подолго време, а при подолго пиење комбинирајте го со масло од тиквени семки на Сан Бернард и обавезно земајте цинк за простата и селен. Другиот производ, некои викате само за жени, но ја викам не, тој е за сите производ. Со овој производ имам многу големо искуство, особено кај девојчиња кои што или помлади особи кои што имаат болни циклуси, кај кои што касне циклусот. И јас тука секој пат не си дозволувам, но тука кога препорачувам овој производ, затоа што има 200 капсули, тргнувам со највисоката доза 3 пати по 2. Овој производ е практично богат на гама линоленска киселина и истиот прави хормонален баланс, ви пишува на женскиот организам, он прави и на машкиот организам, баланс хормонален. Значи, ако не ви се во баланс хормоните, ништо не можете да направите. Прекрасен производ, кај, ви кажав, кај девојчиња кои што касне циклус, веќе после втората недела, вие имате, започнува да се нормализира и дури се чудат. Но, јас се почнувам 3 пати по 2, барем 3 недели, колко што трае тој еден циклус, дури да се сврти и после тоа веќе го намалувам на 2 пати по 2. Гел капсули се, вечерна роза, внатре содржи витамин Н, внатре содржи и, реков, гама-линоленска киселина, односно се што е потребно за хормонален баланс на телото, затоа што хормоните се оние кои што практично се наоѓаат на сите енергетски центри и затоа е во таква доза и истиот практично помага на репродуктивните органи, го тргат тој, особено за луѓе кои што имаат проблеми со тироидна, паратироидна жлезда, некаде може докторот ќе ви го препорача заедно со нешто ако е за шеќер, па ќе се чудите зашто, затоа што прави хормонален баланс, значи панкреасот е жлезда која што прави хормонален баланс, односно да слободно и кај луѓе кои што имаат Алцхаймер, значи не е само за жени, помага и кај мажи, слободно и за луѓе кои што имаат со простата проблем. Значи, сам пие, никаков проблем не е, значи добро ќе спиете, значи ќе го нормализира сонот практично. Еден многу прекрасен производ го, мислам, го немавме едно време заради увозите, но сега еве дојде и тој на ред и се надевам дека брзо ќе биде овој производ потрошен. Една група од 3 пилени производи, се не знам од кој да почнам, од лево на десно или од десно на лево. Ајде ќе почнам од цинкот. Она што сакам тука да го кажам, тоа што се 210 таблети, 210 таблети. Тоа е како е. Тоа не навлегувам, значи тоа е германско пакување. Она што е најбитно кога купувате цинк некој ќе каже, сега ја ќе си купам од аптека. Океј, купи си. Но нашиот организам, цинкот, селенот и сите минерали ги познава како олигоелементи, ги познава во нивни органометални форми. Значи, овде имате цинк глуконат.
Цинк глуконатот е сол на глуконска киселина. Глуконската киселина е органска киселина. Нашиот организам како таков го познава. И затоа е како цинк глуконат. Тоа е најбитното. Од тие 10 милиграма, што ви ги пише на таблетата, 70% до 80% ќе ви бидат ресорбирани од цревните ресечки и ќе стигнат на местото кај што треба. А ако е во неорганска форма, како цинк сулфат, како е цинк оксид или некоја друга неорганска сол, само 30% ќе ви бидат ресорбирани. Па сега вие правите разлика колку внесувате во организмот, колку му треба на организмот. А зашто е битен? Значи, овој го викаме уште и хелиран цинк или хелати, значи органометали. Што прави? Ја заштитува едноставно клеточната мембрана од влез на бубата. Крај, односно вирусот. Не дозволува да влезе тоа во внатре. Значи, нели имаше она редица ивермектин, доксициклин или вибрамицин и цинк. Сите го спомнуваат цинкот. Цинкот со бета-глуканот и со витамин D3 е имуномодулатор или подесувач. А зашто? Затоа што на самата мембрана застанува на клетката и вика стоп. Бактеријата се размножува, ама бубата друга на В не се размножува, туку ги тера самите клетки да ја размножуваат. За да не дојде до тоа, ние треба да имаме доволна количина на цинк во организмот. Да, го има во храни, ама ние сите не јадеме, сега не живееме на море. Ако ви земете вие луѓе кои што живеат на море, видите дали и каква е ситуацијата во Шведска. Зошто? Затоа што цинк има во сета морска храна. Значи, ние не живееме таму и таму има и јод, таму има и селен и се. Значи, нас цинкот да ни биде добро утро. 210 имате. Повеќе нема да коментирам. Се пие со вода на сабаља. Понатаму, златната тројка. А, С, Е, селен. Гледате сега. А и Е се витамини кои што не се растворливи во вода и во средината им застанал С и тој вика, јас сум растворлив во вода, ја ќе ви правам друштво. Вие не сте растворливи во вода. Тоа што значи? Салата од морков и салата од цвекло без маслинов зејтин нема смисла. Еднаш бевме на едно место со Надеца, една епопеја ќе ви кажам, и јас во мој стил малку реагира побурно, но Надеца ме почукна под маса, затоа што карши мене седеше човек кој што као знае за храна, не е битно од која фела е, но ми вика, масло од морков е иновативна храна, ќе се сети се Надеца. Како може да биде иновативна храна? Проформан, бета-каротен е неактивната форма на витаминот А од растително потекло. За да се активира, мора да ставите на салата од морков, џабе ќе јадете само растителни влакна, нема да го усвоите, нема да го ресорбирате витаминот А, нема да го преведете од бета-каротен провитамин А во витамин А активен. Затоа и затоа е витамин D3 и овие ги викаме да се примаат после кога нешто земаме масно да се храниме. Значи кога имаме некакво или со масло да земеме практично оваа капсула. И гледате на средината имате еден хидрофилен витамин, растворлив во вода, С и плюс имате селен кој што ги стимулира ензимските процеси. И гледате каква има као зрачи на сите страни нашето биополе на сликата. Добро за очи, добро за имунитет, добро за срце, добро за бубрези, добро за многу делови од нашето тело. Ако го пиете овој производ, задолжително спирулина, ама задолжително, заради селено. И омилениот производ за кој што можеме многу да збориме е витамин С. Овде го имате чист витамин С. Витаминот С представува
практично нешто кое што е и основата на животот. Витаминот С е многу моќен антиоксиданс. Ако некој праша, кажете ми некој антиоксиданс ви од Green Master и веќе се чудите. Витамин С. Некој ќе ви праша, кажете ми некој жив витамин. Сите витамини се живи. Но има еден недостаток, што е термолабилен витамин, односно над 70 степени Целзиусови, а тоа е приказната во врел чај, лимон нема сврха. Затоа што ќе го распаднете. И ако ве прашам, и често прашање на испит, дури мене ми паѓало кога сум полагал, во кое растение има најмногу витамин С, сите го одговорите во лимон, ама ќе ви кажам не, најмногу има во кивито, а во кој зеленчук има најмногу витамин С, ќе ви кажам во пиперката. Значи, витамин С до 1000 милиграми профилактично може да се од 1500. Слушам разни приказни, правел ова, правел она, правел на бубразите проблем. Водорастворлив витамин. Вишокот ќе си го исфрли од телото. Но и да не се претерува со овој витамин. Значи не треба и со него да претеруваме, значи се во доза. Витамин С. Напите се вечер 1000 милиграми и напите се мелатонин и грифонија, а да видам дали ќе спие. Значи витамин С, што сакам да кажам, се пие на утро. Крај, приказната завршува. Не некој да ми каже, пијам 500 сабајле и пијам 500 навечер. Убава работа правиш. Нема витамин С, се пие на сабајле и се пие со вода. Имате витамин С во грин, имате витамин С со цинк. Што ќе одберете, тоа е ваше, но сега ја гледате на промоција е тоа. И стигнавме до она што е последен слайд за денес што е предвидено, па после ќе продолжиме со прашања. А тоа се 3 производа од кои што се многу интересно споени, сега ќе кажам зошто. Особено за проблеми со коски, за проблеми со лигаменти, со зглобови. И овде би ја довклучил уште и босвелијата. Прво имате желатин Gold Extra, кој што е практично овај вие на Сан Бернард кутијата, која што се раствара во вода и ќе си направите едно сокче како желе, малте не како една форма на пудинг, која што се пие. Најубаво е со дрвено или со пластично лажиче, да не е со метално лажиче, но таа вода претходно може да ја магнетизирате и се пие и наутро и навечер. Не само што делува на кожата, не само што делува на ноктите, не само што делува на косата, не само што делува на очите, делува на крвните садови, делува на тетивите, на мускулите, на сите врски, ајде да ги кажеме така со народен јазик. Тоа се лигаментите помеѓу и припоите на мускулите кон костната система. Практично кога пиете колаген, или пиете или не пиете. Значи, или пиете 3 месеци, или воопшто не го почнувајте. Тука го имате во течна форма, кој сака течна форма, кој неќе капсули, еве му кутија која што може да се раствара и да се прави сокче и да се пие колаген. Може и профилактично да се пие, може да се пие и наменски за некакви ситуации. Со него нормално дека Joint Protected врви, а тоа е зеленоусната школка плюс, лево производот. И прашав најче кој овој производ, мен ми личи на зеленоусна школка, новата опаковка е, да не се чудите, и јас се зачудив. Значи, богат извор на глукозамин, природен производ кој што има многу глукозамин во него, од зеленоусна школка, кој што заедно со колагенот представува мелем на рана за коски. Имав во една турнеја низ Бугарија да сретнам една госпоѓа која што 3 години поред пиеше зеленоусна школка затоа што не можело од булки да заспие од колената
значи кај го натрози, болки со колена, болки со прсти, дури има случај да луѓе кои што готово со една диагноза дека треба вештачки кол, па после одредено време пиење на ова и пиење на колаген, сме дошли до ситуација дека не е толку интервентно, да тама нормално со консултација со лекар, така да колаген кога пиете, убаво е да пиете и нели зеленоусна школка. Докторот ви кажа за ехинацејата дека помага на синусите. Ја ќе ви кажам уште нешто. При буки длабоко во самиот синус исто помага и зеленоусната школка. Ја го имам испитано и на себе тоа и нормално она што ви дава добра ног, добар сон, магнезиум со групата на Б витамини, кои што го зимате навечер за да се отпуштите, да ги отпуштите мускулите, да го заштитите нервниот систем, побаво да можете да спиете, да ја подобрите дигестијата, затоа што магнезиумот е тој кој што делува нели и на цревата и заедно со витамините од Б групата делува и на срцевиот мускул, го има во сите оние антистрес производи, овде го имате на италијанската еквилибра, заедно со групата од Б витамини, малку е поголема таблетката, но не е во капсула, може да ја скршите па да ја спиете и да му дајете на вашиот организам гориво. Со него може да оди мелатонин со грифонија или чист мелатонин, да може да имате добар сон. Толку од мене во врска со овие производи. Сега ќе оставам малку на вас. Тоа е новата брошура која што почнува чинот утре. Немој да ги заборавите, ќе ги повторам пак. Монолауринот, кората од врба, заперот, паразитоцидот и сребрената вода да ви бидат при рака. Од мене толку. Ако има прашања, ако има дискусија, ја отварам сега и давам збор на Надица. Надица, повле. Ви благодарам, професоре, за предавањето. Имаше едно прашање на чат? Лучана. Ако може да го одговорите, да ви го прочитам. Добро вечер. Имаме едно прашање дали може да се конзумира спирулина заедно со алга снела? Да, може спирулина со алга снела да се конзумира, но да не се преклупуваат во дозите. Може, слободно може, затоа што кај алга снела имаме повеќе келп, кафеавата алга, таму ги имаме хлорелата, додека спирулината е друг тип на алга. Така да може, слободно може. Добро, ако имате некои други прашања, можете слободно или да ги напишете по порака или да му ги поставите на професорот. Уште еднаш фала, професоре, за предавањето. Мислам дека ќе ви биде од корист. Ова е прв пат вака да направиме пред една нова брошура. Да го поканиме професорот да ги објасни малку подетално производите кои што се на новата брошура. Се надевам дека ќе ви се допадне изборот од кој што е од утре започнува, значи на производи, на попуст. Да напоменам дека комплетно се различни брошурите, така што доколку не ги гледате некои од вашите производи, а биле на претходната брошура, имате се уште неколку часа да направите порачка. Порачките по старата брошура може да се прават до вечер до 23:59, а после 12 започнуваме со новата брошура и новите производи. Дали има уште некоја прашање за професорот? Може би. Јас имам една голема благодарност до професорот на исцрпното предавање и големите благодети од производите. Благодариме за промоцијата и за можноста на бенефитот на попустите на многу значајни. Палентија ли е тамо? Палети ли си? Да, пале. Може Да, професоре да исклучиш презентацијата ако сакаш. Сега ќе исклучам момент, еве сега. Еве исклучам. Еве толку од мене. Добра си, супер ми изгледа, жива и здрава. Царица сум, топ сум. Кога ти ме водиш, како можам да бидам?
Значи сите се чудат, луѓето се уплашија од К, ама ја и ти не се дававме, така да на нога, припремена, цело време со витамини наоружена, припремена со години, од ништо да не се плашам и од ништо да не настрадам. Тоа е тоа. Пале прво мене ми се јави со неколку збора дека преку телефон не се пренесува ништо, но морам да го поздравам тука и мојот именјак, нејзиниот син, кој што научи доста за производите. Морам да кажам. Драго ми е, Пале, дека ми изгледа супер, навистина. И е на травијата Либијама од Билјана, знаеш. Пале? Јас ве слушам, не знам кој некој друг се вклучи. Да. Може да скажеш што сакаш. Сакам да кажам дека цело време докторот не водеше, под негово менторство бевме, тој ни беше главниот водич во процесот на лечењето. Сите фамилиарно бевме болни од ковидот и успешно ги поминавме сите работи, исклучиво монолауринот го користевме, но се другото беше по комплетна комбинација со сите додатни витамини кои што редовно си ги користиме од Сан Бернар. Благодарам, Пале. Да сте живи и здрави. Благодарам на тебе. Ти не водеш и ти не изведе на пат. Гушки. Драго Може ми е едно што се вред. Да, секако, Марија, повелете. Прво, добро вечер на сите. Ова сега од вечерашно предавање е надвор, меѓутоа ме интересира да прашам. Слободно. Што се со турмалин, дали може да ги носат и болни од цеа? Пошто нели турмалинските појаси, Значи, за алките дека не е докажано дали се штетни, нека не ги користите. Така. Сега алките што се 5 во 1, нели пошто имат и турмалин, дали може да ги носат заболени од цеа? Пак се задржувам, ве молам кој збори тамо да се исклучи микрофонот. Пак се задржувам за тоа дека не е докажано и дека не би одел и не би ризикувал луѓе со тоа и луѓе кои што имаат некои импланти во телото, но ако веќе толку сакат да носат, нека е само пократко. Добро. Благодарам. Поздрав. Поздрав. Други прашања? Надице, се слушаме? Да, професоре, се слушаме. Мислам дека нема други прашања, така што можеме да се поздравиме со сите и да си посакаме една убава вечер. Снимка ќе има. Значи ќе гледаме најбрзо што можеме да ја објавиме за оние кои што не можеа вечерва да присуствуваат, да преслушаат зашто ни зборуваше професорот и да уживаат во корисните информации. Ќе ви известиме дополнително, бидејќи за дел од производите и не успеавме вечерва да поговориме. Ќе има повторно едно вакво предавање. Ќе добиете линк и известување на времено кога ќе биде тоа, дали следниот понеделник. Најверојатно следниот понеделник пак со доктор Љума ќе имаме прашања и одговори. Па ќе се менуваме да за еден производ кој што ќе го видат, да го кажеме, дури ме подсети, тоа се полифенолите. Да. 22. Полифенолите се едно богатство на практично, ајде така кажено, природни
зеленчуци и овошја направени и сушени во прав и метнати во капсула. Значи, полифеноли 22, 4 капсули, ако ги стурите во малку вода, ви заменуваат практично и еден оброк. Богати се на антоцијани, растителни влакна, природен витамин С, рутин, кверцитин и така натаму и така натаму. Обично се пијат после ручек, 1 до 2 капсули, и ја подобруваат и дигестијата, а исто така и делуваат на сите органи, затоа што е едно богатство од тоа да не набројувам се што има внатре, кога ќе видите етикетата, ќе ве фати страв, затоа се наречени полифеноли, 22, самиот број покажува дека се работи за 22 практично растенија, кои што се доведени до таква форма, но наредниот пат ќе збориме подетално, го има во брошурата, но не го кажав. И кога се пие, обично се пие, зборам, после јадење, односно после ручек е најубаво да се пие. Да, фала професоре. Значи тука со ова завршуваме за вечерва. Снимката најбрзо што може ќе ја имате на нашата Facebook страница. И се гледаме Здравија Божа, најверојатно следниот понеделник, меѓутоа дополнително ќе ви потврдиме со линк и програма што значи ќе ви подготвиме за следниот понеделник. Или Надица, еден предлог, нека писнат до тебе за кои производи ќе интересира и што имаме таму, па можеме и така да правиме. Може, секако супер, фала многу за предлогот и имате убава вечер и се гледаме набрзо повторно. Вака. Пријатно. Пријатно.